Мене еднаш да ми тргне во животот. Гледаш дека не е некој голем проблем. Само треба да се сакаат луѓето. Само треба да се сакаат. Така е, сонце мое, така. Што е сега? Само да си молите, знаете, во оваа куќа, само да си молите, ништо друго. Еј, на то, види, Гиле почнал да рти. Иако сакаме да мислиме и да кажеме дека се многумина, кога некој ќе не праша, најчесто се мачиме да ги наброиме нашинците кои следејќи ја својата животна врвулица, го прославиле своето и името на градот од кој што потекнуваат. Може би е субјективно, меѓутоа мене едно име секогаш прво ми паѓа на памет. Она на Милица Стојанова. Не сум пропуштил кога ќе ја видам на фотографија, во снимка од театарска представа или на филм, пред преостанатите да се пофалам дека делиме исто место на раѓање. Локал патриотизмот настрана, без сомнежи, ниједна жена која излегла од градот на бреговите на Крива река не оставила толкав траг во македонската култура како неа. Излегла, меѓутоа никогаш целосно не го напуштила. Иако повеќе од 6 децени има адреса во главниот град, Крива Паланка е местото каде што постојано и секогаш со радост се враќа незиниот прв дом. Токму незиното последно навраќање во родниот град, по повод одржувањето на меѓународниот театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски, ни даде идеја да направиме нешто со кое што ќе овековечиме мал дел од незината животна одисеја, некого подсетувајќи, а друг запознавајќи го со оваа наша славна сограѓанка. Мајка ми прекрасно пее, господине Клаус. Тоа е точно. Мајка ви? Да. Па би било одлично кога би сакала да запее. Мамо, стани. Стани, запее нешто за господинот Клаус. Да сум бистра вода мори, мајко, да сум бистра вода, мајко мори, мајчице, ја знам кај да течам. Диво месо. Милица Стојанова е родена 1932 година, керка на Кирил и на Ката, внука на Алтана. Како дел од многудетно семејство, уште на најрана возраст е посвоена од незината баба, која што ја одгледала во куќата на Чичко и Стојан. Токму затоа, како што вели, цел живот е во потрага по блискост и по продлабочени емотивни состојби. Веројатно оттаму и незината кревка и кротка природа, поради тоа е вредна и упорна по карактер, никогаш самозадоволна и никогаш сигурна дека ги заслужува пофалбите. Исклучително храбра и раскошно талентирана, актерка со големо А за колегите и за познавачите на занаетот. Тропа на вратата на 9-та деценија од животот кој не ја милувал, но сега се во подобри односи. Денеска, ако ме прашате, одлично, радосна. Убаво ми е. И еве среќна сум дека влегов во музео во Крива Паланка. Многу радосен момент. Не знаев дека Волку е опремен. Се надевам дека и понатамо така ќе биде. Како што можевте да чуете и да забележите, луѓето од градскиот музеј беа доволно добри да ни приредат ексклузивна мини турнеја низ своите галерии, воедно отстапувајќи ни една од постановките како просторија за разговорот со тетка Милица. Разбирливо сето она кое што имаше прилика да го види, кај не разбуди спомени од минатото. Многу ме врати. Ако треба да продолжам да кажам дека
Беше една крива паланка за која се сеќавам. Бев мала, едни топли луѓе, едни работливи луѓе, едно другарување сите еден со друг, фантастично нешто. Не е то само носталгија за едно време, но то е вистина така беше. За жал, сега секаде е то малце намалено, повеќе сме оттуѓени луѓето, така да најубави чувства имам за крива паланка. Овде, рано во емисијата, одлучивме да направиме мал пресек, навраќајќи се на едно старо радио интервју на тетка Милица, во кое што со неверојатна прецизност таа го пресликува нашиот град од своето минато, низ нејзините очи. Непроценлива и несекојдневна можност за сите нас да зирнеме во историјата на Крива Паланка. Секој се фали со своето родно место, така и јас сум родена во најубавото мало градче Крива Паланка. Крива Паланка, некоја година пред војната. Се сеќавам на ланите, што нам на децата ни служеа за скијање, на стаклестата бразда мраз, што кришум навечер ја потуравме со вода, а утредента стапнати на налани, подпирајки се со 2 стапчиња, се скијавме или пак седнати на некое старо тенџере се санкавме. Тоа беа детските игри во текот на зимата. Она што се враќам кон првите спомени од детството. А напролет пак зелени ливади, ридови, ричиња, борова шума, кротки, дружелюбиви и многу работливи луѓе. Се ближеше 1940-та. Се позагрижени лица, постарите тајно шепотеа, прескажуваа, пречувствуваа. Добро се сеќавам на почетокот на војната, на редиците заробени офицери и војници испоседнати или пак полегнати по тротоарите. Да, се уште се сеќавам на нивните вџашени очи пред неизвестноста што се исправила пред нив или пак очајот од сознанието што се ги чека. Потоа се сеќавам на татнежот од наездата на германската моторизирана војска, тенкови, мотори, камиони. Со еден збор чудна војска. Наспроти мирниот живот одеднаш страшна енергија, застрашувачка сила. Потоа се мешаа германските и бугарските униформи, сирени. Мојата генерација мораше да гладува, да бара специјална дозвола за 2 метри басма и така натаму. Конечно и тој кошмар заврши. Почнавме да ја совладуваме и третата азбука, на овој пат својата, македонската. Одново мерење лепче за појадок, лепче за ручек, а ако имаше и за вечера, се разбира, тоа беа веќе последиците од војната. А тие последици од војната пак најмногу не погодуваа нас, најмладите. Не би можела да издвојам никого посебно. Доминираше заедништвото, дружелюбивоста. Ми се чини дека обичаите, празниците, воопшто традицијата во помалите места посебно ги здружуваат луѓето. Се сеќавам поклади, Ѓурѓов ден, Велик ден, Стара нова година, Бадник, потоа посетите на манастирот Јоаким Осоговски, кои беа често организирани меѓу населението, или посебно се сеќавам на празникот на манастирот, а тоа е Голема Богородица, 28 август, каде што со денови се точеше народ од Пробиштип, Кратово, Куманово, Ѓустендил, Ѓоешево, се спиеше на манастирот. Тоа беше една атмосфера која е незаборавна. А друг вид на дружење беа вечерните седенки пред порти, каде си пренесувавме впечатоци од прочитаното,
odслушнатото или пак виденото. Кога сме веќе кај виденото, за мене најинтересни беа прераскажувањата на филм, што некој од другарите го гледал во Скопје или Куманово. Посебно пак задоволство ни беше и правењето на зидните весници. Не толку колку за самиот весник, колку заради атмосферата на другарувањето и радоста, распеаноста во тие часови на подготовките на тој весник. Значи, како што може да се заклучи и покрај секојдневните тешкоти со кои луѓето од вакво мало провинциско градче се среќавале, животот барем во повоените години не се сведувал само на преживување од ден за ден. Напротив, кривопаланчаните од секогаш имале своји потреби и афинитети. Крива Паланка, иако оддалечена од центарот на Републиката, од културните збивања, сетото, имаше чуден еден афинитет кон духовното живење. Имавме, во училиштето имаше приредби, кои приредби, едночинки, мали пиески, кои ги дававме за градот. Тоа беше еден вид театар. Потоа имаше градска група кои даваа представи, такви исти представи. Хор, школски хор, младински, светлина после распеани градови, нели? Се сеќавам на тоа, моите почетоци за мојата определување, за мојата професија потекнува именно од школските представи. И морам да го спомнам поп Славчо Петров. Благодарна сум. Тој ми ја одреди судбината. Чудно е тоа, навистина свештеник во тоа време за кое велат дека црквата била на маргините, забранувана. Кој си сакаше, традицијата си ја почитуваше. Тој редовно беше во првиот ред со своето семејство на тие школски представи. 48-та година он мене ми приоѓа и вика со весник Враце и вика Милице, излезење конкурс за средна државна театарска школа во Скопје. Тебе местото ти е таму, да му кажеш на Чичко ти. Замислете, свештеник во тоа време, толку стручно, една деликатна професија да ја определи. Да ми каже, он судбински ме определи. Градскиот поп е човекот кој што ја го покажал патот кон нејзината судбина. Меѓутоа фактот што тој воопшто во неа видел нешто поинакво, кој не се среќава кај секого, се должи на раното детство на Милица Странова. Впрочем, веројатно и лесно му било на попот Славчо да ја забележи дарбата од како веќе била разбудена. Тетка Милица ни го каже виновникот, будилникот. Тоа е баба ми Алтана. Јас сум нејзино воспитаниче од 4-та година, кога се поделиле татко ми и чичко ми, јас со баба ми кај чичко ми сме останале. Таа баба Алтана ми раскажуваше чудни приказни кои најмногу беа врзани со комицството, со многу возрастна беше и со таков артизам зборуваше. Толку интерпретирано беше тоа да најверојатно таа го пробудила тој артизам во мене. Ја го освојував занаетот. Тоа ме потсеќава на мојата драга втора мајка, баба Алтана, која ме учеше многу да работам, многу да се залагам, прецизно да работам, да бидам издржлива и ми велеше: немој да крадеш материјални блага, ќе те затворат, ама кради занает, никој нема да ти го даде доброволно. Другите професии, барем поголем дел од тие професии, може да се научат, да се студираат, да се Актерот може колку сака да учи, да студира, да теорија да научи, ако го нема талентот, ништо. Затоа ние велиме кои се услови за оваа професија. 100% мора да има талент. Потоа го знаеме, го оставаме на страна. Ова што е многу важно, работа, работа и работа. Баба ми ме научи, тоа да го додадам за баба ми, ме научи дружба со природата, дружба со животните, на ред,
на дисциплина. Или работи га тој што требе, или остави друг да ga сработи. Јас никогаш не оставав друг да го сработи тоа што веќе ми е дадено мене. Неминовно, еден ваков работник, влюбен во својата професија, го памети првиот чекор на сцената. Најмалото џудже во Снежана и 7-те џуџиња во школа. Прв пат ми дадоа. Имаше една чудни околности, имаше другарката што требаше да го игра тоа, Ангина што имаше 2-3 пати, ќе ми речат, ај Милица, она е болна, земи ти. Ама и нејзи се игра, недолечена ќе дојдеше. Така конечно јас останав. Сега, бидејќи навикната цел живот, тоа е мое мото, тоа што ми е дадено како задача до крај да го работам, што се сум правела во тоа џудже, јас појма немам, ама тоа што ми рекле, јас, веројатно другите другарчиња се срамеле, биле стегнати, јас до даска и се испостави дека им одзедов поемите на сите други и на Снежанка. Така да, тоа беше првиот старт, а после тоа знаев и ако не се среќаваа личностите, 2 улоги да одиграм во истото. Сепак пргавото девојче без кое подоцна неминувала представа не смеело да остане заробено во објективната ограниченост на нашето мало место. Далековидноста на попот Славчо е дотолку поголема, што се покаже дека дури и Скопје, па и државните рамки за Милица Стојанова се мали. Сепак да одиме со ред. Интересна е големата промена и средбата со престолнината. Значи, таа 48 година, есента Милица се досели во огромниот за моите сваќања град, огромната река и преубавиот театар сега покоен. Прво кога стигнав со автобус, изгубено дете, 8 ретка, само во тој огромен град, со тој леле театарот, Вардар, река, ја знаев, крива река која вадичка и кој ќе дојде се живо носи со себе. А сега гледам огромна река, театарот кога го видов, тој што се сруши, за голема радост сега се возобновува. И кога влегов, да полагам, сум го сгрешила денот. Сум дошла на некој ден и кога влегов во таа сала, вика детете, твоите утре полагаат, вика, овие беа за Академија за Белград. Чашуле, коле, секогаш, цел живот ме мајтапеше за тоа. Ајде, Мари, плачко една. Кога рече, ја жива не се враќам уште еднаш, или сега, или готов. И им се они збунети останале од мојата упорност и ме примија. Тој ден полагав. То беа великаните, Илија Милчин, Петре Прличко, Чика Тоша, Џува Лековски, Гајдов, Чостаров, Коле Чашуле, тоа беа личности, неверојатно нешто. И така сум ги збунила и положив. И рекле после Вундеркинд, звездата на театарот се роди. Леле, која радост. Имаше од кого да се учи знае. Тоа беа великаните, Илија Џувалековски, Илија Милчин, Петре Прличко, Мери Бошкова, Цветанка Екимовска, Добрила Пуцкова, да не ги наредувам сите. Да, имало од кого да се учи. Меѓутоа, од многумината, некои имаат посебно место во сеќавањето на тетка Милица. Илија Милчин, а кога тој беше во Горна Џумаја, театарот го обновуваше таму, Крум Стојанов. И после доживеав Илија Милчин да ми биде сопруг на сцена и Крум Стојанов да ми биде сопруг. Играв после, партнери ми беа. Истовремено со приспособувањето на новата средина и среќавањето со великаните на тогашната театарска сцена, од овој аспект понекогаш и интересни се предизвиците со кои млад човек од провинција неминовно се соочува. Кривопаланчаните тешко го менуваат својот дијалект, така е и денеска. Но во случајот на тетка Милица, јазикот бил алатот со кој го печела, а подоцна и вршела занаетот. Изјавата е од малку постаро интервју. Уште во Крива Паланка во училиштето, во осмилетката,
нашите професори многу инсистираа на чистотата на јазикот, на литературниот. Затоа што Крива Паланка знаеме, ја отидо нам, кад го удрио до вуто, до нут, а шнага, он отиде, ја га врна, таков е јазикот. И веројатно за тој комплекс, кога ги чув, веќе дојдов со одредени сознанија на литературниот јазик. И кога ги чув како на сцената многу се полагаше на тој јазик. И буквално го сватив она дека од моите професори, особено се знае Илија Милчин, колку го негува литературниот јазик, воопшто убавиот, преубавиот македонски јазик. Буквално го сватив тоа дека ние сме амбасадори на убавиот јазик на литературниот. Ние, телевизијата, новинарството, радиото. И тажно ми е кога сега слушам дека не се негува така како на времето. Мислам дека тоа е култура на говор. И грешка е кај некои колеги кои приватно зборуваат скопски, не знам како, а на сцена не може. Доаѓа момент кога ние мораме да импровизираме на сцена, застанал мозок, не знам што е текстот. Ако јас не го знам темелито јазикот, јас на кој јазик импровизирам да се снајдам, да тргне сцената понатаму. На деновите минати, изучувајќи ги тајните на театарската игра, тетка Милица се сеќава со посебна радост, иако има и лоши мигови, исполнети со љубомора и кодошење поради кое запера незиното официјално образование. Сепак, незината втора љубов радиодрамата и го носи звањето актер. Како и да е, спомените најчесто се убави, а во незиниот случај не само заради тоа што се врзани со младост, туку затоа што токму тогаш идните актери првпат стапнуваат на големата сцена, ги добиваат првите вистински улоги. За Милица Стојанова тоа беше улогата на момчето Славчо во драмата Печалбари од Антон Панов. Доволно да ја забележат режисерите, пошто малку време било потребно да добие улога со која ќе падне во очите и на публиката. Од тогаш веќе ништо не било исто. Тогаш немаше преку разни медиуми афирмација. Само преку сцената. Доживеав на премиерата да се скандира, да викаат Милица, 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 а Чикатоша рече, пуштете ја сама на поклонот. И јас знам дека кога ме оставија сама, се најдов како Алиса во земјата на чудата, како изгубена. Сигурно дека сум изгледала многу бедно така. Се поклонувам, ама докрај несвесна што се случува и дека баш токму мене ми се случува. Самата играла машки лик на почетокот, што се совпаѓа со ставот на тетка Милица дека актерите не смеат да бираат улоги. Нема тука мали и големи. Сите млади сега гледам стремат кон централна улога. Ама сигурна сум дека после 5-6 години, 10 години ќе речет, сега да ми ја дадат таа улога. Затоа што теоријата со практиката, со искуството нема ништо заедничко. Во малата улога ќе се види актерот што знае, затоа што дур да почне, таа завршила. Тротупла концентрација. Моите генерации растевме многу педагошки, систематски. Ние освојувавме сцената со статирање, така наречено, а то се фактички улоги без текст. Не е мала работа ние да им создаваме атмосфера на централните ликови. Тоа е голема работа. Нон-стоп го повторувам тоа, бидејќи и статирањата ми беа прилично на голем број, и помали улоги, и централи. Знаев да играм централна улога, утре вечерта циганка Чочек во Чорбаджите одос во Коштана. Вистинските вредности на актерот во малата улога се согледуваат. Затоа што централната јас можам да се сокријам зад авторот. Ако имам 10 појави, 5 да направам, браво, улогата ја направи. А малечкото е толку. Или го правам, или не го правам. Тука доаѓаме до причината поради која Милица Стојанова припаѓа во друштвото на одбраните. Актерка со раскошна даровитост, неверојатни можности за трансформација, што и ги донело бројните улоги. Неимпозантен, застрашувачки е нејзиниот опус.
Шекспир, Чехов, Нушич, Лорка, Чернодрински, Плевнеш, Стефановски, како Леди Макбет, како Ана Франк, како Елиза, како Донка, како Беатриса, како мајката Марија. 100 улоги само во театарот. Додадете часови и часови радиодрама, а снимила и 9 филма и уште во толку има позајмено глас. Јас пак најдов да прашам да ми издвои омилена улога. Секоја представа има свое катче во мојата душа. Јас сум безнадежна, јас многу сум си љубена во своите улоги. Не значи дека најдобро сум ги играла, јас говорам дека јас ги сакам. Секоја улога имаше своја вредност. Да речеме, во статирањата јас секоја вечер правев нов лик. Многу значајно за мене е дека ужива во трансформациите. И ја една вечер играм арогантна, дрска, безобразна, другата вечер наивка, третата не знам каква. Јас и физички се трансформирав и правев карактери, а тоа значи дека не пропуштав ни една представа да помине, да не дојдам до некое одредено сознание. Но, бидејќи е значајно кое афирмацијата, Дневникот на Ана Франк, кај што е играв Ана Франк, тоа е 58-та година, преку ноќ ме изврли. Многу значајно е, кога требаше да се поклониме, Тодор Николовски, кој ми беше татко, Ото Франк, вика, пуштете ја сама. Замислете во оној огромен театар со балкони, со ложи, и јас кога излеков да се изгубена Мара, леле, се поклонувам и одеднаш скандирање од салонот Милица, Милица. Тоа е за мене до ден денеска возбуда голема. Таа Ана Франк, пред тоа имав некои младалачки комплекси, дека па мене никој, заради таа трансформација, на сцена ке ме знаат, ама на улица не ме препознава. Леле, мене никој не ме сака, не ме знае. Од утре дента, јас веќе бев Милица Стојанова. Пигмалион има други вредности. Играв и комедија и драма. Сите вака на Димитар Ќостаров му викам, зошто вие, ми вика женски Петре Парличко, зошто вие стално ми давате мене комедија, јас ја чувствувам драмата. Едно е ти што чувствуваш, друго е ние што гледаме. Но тоа ми го дало мојот диапазон. Многу е тажно за актер ако е фаховски определен за едно. Имавме режисер од Лондон дојде, Гарет Морган, кој што прв пат тоа се случи кај нас и внесе многу зла крв кај одредени колеги, требаше да полагаме приемен испит кај него со монолози и кој тој ќе го одреди која улога да игра. Така да добив од него многу комплименти, така рече, ајде да се пофала малку, рече дека Милица може на која сака сцена во Европа да застане рамо уз рамо со најдобрите актерки да ја одигра ова улога. Леле, да му верувам или не? А зошто би ме лажел, нели? Па немаше потреба. Ние се викаме драгстор, нашата професија. Главната работа, подготовка е дома. Морам дома да се подготвам за утре за проба. Многу ми значи тоа и кога имам повод да бидам осамена дома, да се чувствувам, јас имам многу народ собрано во мене, многу луѓе. И кога ќе ми потреба адекватно за моето расположение во моментот, ја ќе си одберам реплика од некоја од улогите. Ако ми се смее, смешна. Ако ми се плаче, ќе си проплачам, ќе си ја кажам репликата и така. Многу големо богатство е тоа. Другите луѓе чувствуваат тоа, ама немаат неможност, немаат таа слобода да ги искажат тие емоции, а ние можеме. На сцена се да си кажеме, потенцирана емоција да изфрлиме. За актерите се вели дека животот го минуваат како некој друг, со сите добри и лоши страни што ги носи оваа привилегија.
И покрај се, неверојатно. Тетка Милица за себе вели дека е ненаситна, никогаш не била доволно ангажирана. Вишок од енергија и донел дружба со радиото, телевизијата и со филмот, но секогаш првиот избор бил јасен. Театарот, а мојата втора љубов после театарот е радиото. 50-та, 51-та, една година бев на платен список, вработена во Радио Скопје и таму звање актерка добив. Радиодрамата за мене е полигон, кај што заради обемот на репертоарот во театар не можев да одиграм. На радиото се одиграв. И на телевизија играв. На филм имам една обемна активност скоро во сите филмови македонски. Јас, колешките од другите републики на Југославија тогашна, јас ги насинхронизирав. Тоа е анонимна работа, но многу значајна. Улоги помалку сум одиграла на филмот, но ова е една голема дејност. Какви се жртви не поднесуваат актерите, не само јас, сите ние не смееме да бидеме болни. На премиерата на Мис на малиот град, некаде на средина на представата, четвртата слика, не знам зошто, како, мене ми пропадна во некоја дупка ногата лева. Дали даските пропаднаа, што пропадна, и во таква ситуација, тоа беше, јас важам за многу издржлив, многу челичен човек се уште, и тоа се стопираше представа, некој да ги отвори даските за да ми ја извади ногата. Но, бидејќи во прашање беше публика, премиера, имаше гости од Софија кои требаше професори да ја гледаат представата, јас знам дека со нацили запнав и ја извадив ногата, со тоа во име на ликот, си овкав и ја продолжив, ја довршив представата, за да не бидам расипувач на забава. Поседов после представата, затоа цела ноќ овкав, редев кромит, се снимив, ногата стана волкава и се уште е модра црна. Со бастумот се движам, не се вечерва, јас пак ќе си одиграм мојата Мек во представата. Актерите, ако не се такви издржливи, театарот нема да постои. Зарад мене една, треба да се одложи цела представа, треба да се врати цела публика. Не може, тоа е греота. Анекдотите од животот на ваквите луѓе секогаш се интересни за нас, обичните. Тетка Милица ги има многу. Во почетокот многу значено беше што ние научивме кој е кој. И добар ден, кој ме гледа мене. Леле кој ќе отпоздрави, тоа беше толку значено, цел ден храна е тоа. А друго, има многу анекдоти од представите. Има, да речеме, Пигмалион. Требаше да, откако ќе го совладав, не знам колку е познато, два чина, Бернард Шо, Пигмалион, ги играв на кривопаланечки дијалект. Многу значено. Имаше особено една реплика, е паметам, професорот Хигинс ми дава чоколадо, го лапнувам и викам, ја немаше да го изедем, ама превише сам дама да го извадим од уста. И така, сега, кога ќе ме донесат на литературен јазик да проговорам, да ме преиспитаат како е, имав една реплика која долга беше, а јас тие реплики, иако е од 62 година, јас ги паметам. Секогаш добивав аплауз. Ама колегите мои, јас експонирана на публика, а оние одзади многу се смеева. Тој смев која ќе не фати на сцена, публиката не знае, нам едновремено ни се крати дел од животецот, паника, не смее тоа да се случи, ама е заразно. Дојде една представа, они сите се смеева на тоа како јас многу драматично го говорев тоа. И почнав и јас да се смеам. И леле текстот,
леснато се врежија и врискам се смеам. Да е сега, јас ќе излезам, последната представа ќе го кажам. Ама тогаш млада морам да го кажам сето тоа. Набројувањето на улогите и наградите на Милица Стојанова е неблагодарна работа. Прво затоа што ги има многу, а потоа и затоа што се уште не завршила со нив. Сепак покрај бројните признанија за актерски остварувања, 11 октомври, 13 ноември, Војдан Чернодрински стериина награда, не смееме да ги заборавиме и наградите за животно дело, 11 октомври на фестивалот Војдан Чернодрински. Тетка Милица пак пред сите нив става една. Најважна ми е плакетата од Крива Паланка, зашто зрнцето од кај што сум почнала ми е од тука. А инаку наградите не ми значеле ништо. Првата награда сум ја добила после 20 години стаж. А до тогаш централни ликови, ама постарите да добијат. Имав еден колега, бев член на уметнички совет и он кандидиран таа година. И само вака ми вика надвор: Милице, јас ако не ја добијам оваа награда, јас ќе умрам. Колега, драг мој, и да умреш, викам, ако е за награда, умри, ја доби нормално. Е задоволство, особено кај нас нема никаква сатисфакција, неколку дена, една недела, морална некоја сатисфакција ја добива. Е радосно, ама ниту сум станала подобра актерка кога ги добив, ниту сум била полоша кога не ги добив. Така да убаво е да се добијат кои ќе дојдат. Сите улоги и награди и многу повеќе пред некоја година добија свое место во монографијата со која Милица Стојанова воедно одбележи 55 години на сцената. Делото Превези, лица е обемен паметник на 300 страници, посветен на севкупното животно и творечко патешествие на оваа легенда на македонскиот театар. Ова уникатно монографско издание, по својата содржина и по својот графички концепт, е креативно не само затоа што е пресек на незиното речиси 6-децениско постоење на сцената, туку воедно и сведоштво за клучните периоди во развојот на македонскиот театар. Како што доликува, монографијата имаше своја промоција и во нашата општина. Не се, и со сето ова зад себе, тетка Милица и натаму другарува со театарот. Следам театарот го следам, одам да ги видам младите колеги, затоа што многу сум си радосна, млада, играв со најмладите генерации, бидејќи мојот работен век се продолжи уште 17 години после пензионирањето и младите колеги знаева да ме викнат од дома: дојди да гледаш проба. Сакаат да чујат, да им кажам мислење. Сакаме да играме со вас. Мене тоа ми е драго. И следам што се случува во театарот, се разбира колку можам сега. Придонесот кој нашата славна сограѓанка го има дадено за востановувањето на Кривопаланечкиот меѓународен театарски фестивал, за неја само природен тек на работите. Поради сето досега споменато, но и поради долгите години минати подготвувајќи ги средношколците од градот за веќе традиционалните представи, го заслужи и признанието лауреат на првото издание на фестивалот Свети Јоаким Осоговски. 2 децении со статус пензионерка од драмскиот театар, па сепак, како што тоа не беше случај досега, ниту во иднина тетка Милица не планира да седи мирна. Времето дома најчесто го минувам, вртење, албумите и пак живеам со театарот, театарските слики. Во некој интервју ме праша кои предмети ви се дома најдраги, викам фотографиите театарски. Пак театарот се врти. Вака сега. Многу сум радосна, многу сум среќна што фестивалот се отвори. И почестена бев што јас бев таа која првото отворање на фестивалот. Овој град одамна, овој народ овде одамна заслужуваше вакво едно културно живење. Многу ми е драго што веќе има еден растеж квалитетот на фестивалот. Се позначајни представи, позначајни театри почнуваат да доаѓаат, а тоа е многу убаво. Но, не смеам да пропуштам, имав една активност во Крива Паланка со гимназијата, со учениците.
Неколку пати, една 4 представи подготвивме и мислам дека тоа во тек на годината треба да продолжи. Многу талентирани деца имаше и убави представи дававме. Милица Стојанова е на вистина единствена појава на македонската сцена. Пред се поради начинот на кој театарот живее во неа. А тоа е видливо при самата средба, додека зборува за театарот, за своите улоги, додека зборува за начинот на кој тие улоги растат во неа или таа со нив. Театарот е низиниот живот. Низиниот живот е оној на сцената, во ликовите кои долго ќе се паметат и кои на свој начин ќе бидат инспирација за многумина. И токму тука е незината големина. Токму тука е суштината и инспирацијата која со целата своја појава ја носи Милица Стојанова, која нема да отстапи пред никаков предизвик, чишто живот секогаш ќе има смислата бидејќи во неа никогаш не попуштила незината волја, љубов и фасцинацијата со својот избор. Незината волја може да победи се. Тоа го потврди и ни животот и затоа целосно веруваме во незините зборови. Мојот живот не е то фраза, даските што живот значат, но мојот суштински живот, освен радоста што ја имам, мојата ќерка Искра, се разбира веќе сопругот Димитар Гешовски, 10 години го немам. Сцената, театарот е мојот живот. Театрите не ме забораваат. Немирниот дух на Милица не ја остава да биде спокојна, да седи така, да чмае и во недостиг на она што е моја вокација, театарот и било што е во врска со театарот, јас почнав по некои состојби да ги запишувам. Па меѓу другото, го имам и ова запишано. Јас таму на гробишта нема да бидам и плоча да има врз мене. Барајте ме во театрите, на сцените, под рефлекторите, зад и пред кулисите, во гардеробите, меѓу шминките, периките, костимите разни. Подсетете се на ликовите, многуте што ви ги представив, за размисла и вреднување што ви ги доверив. За покудата и пофалбата еднакво благодарам, че сме биле заедно. Таму младеев, зреев, стареев, остарев. Ако не физички, во мислата и чувството секогаш бев таму. Ако постои втор живот, духот и сенката негова, низ тие простори ќе лутаат. Нема да ви пречат. Не прогонувајте ги во името на Бога. Оставете поспокојно да си го одживеат барем тој, вториот живот. Животот на дух со својата сенка. Спокојно ќе си обстојуваат во своето непостоење. Да, спокојно.